Пред повеќе денови добивме покана од организаторот на средбата, или како ние викаме, давање почит на големиот револуционер и борец Јане Сандански. Добивме покана од Омо Илинден, од нашиот ценет председател Јордан Костадинов Иванов. За жал, поканата не можеме да ја реализираме, пак од некои, да речам, необјективни причини. Се организиравме од Сдруженијата на македонци до Егејскиот дел на Македонија, односно од Сојузот на Сдруженијата. Тука се приклучи делегацијата на Светски македонски конгрес, но за жал на граница, без некои поголеми причини, не вратија од бугарската граница, наводно, минибусот со кој се возевме не бил исправен, односно околу неговата регистрација. Неколку пати го прегледува и најдоа дека првата буква на насловна страница на сообраќајницата не може да се прочита и заради тоа е сомнително и минибусот го врати, а нам ни рекоа, вика, може да одите вие пешки, а се разбира од граница и до Благоевград е многу далеко. Се вративме и што е многу интересно, замоливме нашата гранична служба, полиција, да го провери возилото со кое се воземе, дали е исправно. По известно време добиме информација дека минибусот, кој беше веќе пуштен еднаш од наша граница, ни потврдија дека е сосема исправно. Во тој случај не остана ништо друго, ние побаравме друго возило и за среќа од Делчево најдовме минибус кој дојде, на граница поминавме, бидејќи не можеа нему да му најдат грешка, меѓутоа, бидејќи беше така наредено да ние не стигнеме на манифестацијата, некаде кај Симитли го запреа минибусот и почна контролата на кај возачот, односно минибусот, меѓутоа не најдоа некоја поголема грешка, освен дека возачот немал појас. А колку што разбравме таму, поголемите автобуси нема потреба да стават возачите појаси. Полицијата му изрече казнена мерка на возачот од 50 лева, но не сакаше возачот, односно не сака полицајците да им се плати на лице место, туку наредија да се вратиме од Симитли до Благоевград и во полициска станица и таму началникот наводно ќе одреди висината на казната. Моравме да се вратиме виша сила, се вратиме во дворот на полициска станица и го чекаме началникот некаде околу 2,5 сата да дојде за да потврди казната. Конечно дојде и без да многу размислува што е проблемот, за пола сат он правеше што правеше, ја потврди казната и мораме да бараме лева од тие еврата во Бугарија, воопшто не врват. Се снајдоме, платиме 20 евра и вика можете сега да си одите, но тоа беше времето некаде околу 16:30 часов по наше, а бугарскиот некаде, дали 17:30. Веќе горе манифестацијата заврши, бидејќи ние контактираме и со Јордан и со целата екипа од Воден кои беа отидени на чело, да речам, и со попот Никодим Цркњас, Прицкас, Пасоис и други активисти од Воден. Они, откако ја завршија панихидата, рекоа дека ќе не чекат за да одиме и ние да дадеме, да положиме цвеќе, но времето беше по бугарско некаде 5 и нешто и немаше повеќе смисла ни они да чекат, пак нити ние да одиме од Благоевград до Роженски манастир некаде долг пат е. Према тоа се вратиме разочарани уште еднаш со една неодржлива политика на една европска земја која претендира дека
ќе се грижи за човековите права, а и се грижи, Бога ми, цела Бугарија стана во одбрана на една особа наша од Македонија, а видите што всушност прави. Не ни дозволи да одиме да положиме цвеќе на човекот кој за нашата историја представува многу, па и бугарите го величат дека Јане Сандански бил бугар. Ето така заврши нашата, да речеме, нашата посета, но сакам да истакнам дека ние не мируваме. Денес веќе напишаме протест и до ФУР и до други институции кои се во Републикава, до нашите институции, Министерство за надворешни работи и Министерство за внатрешни работи, и молиме да се преземат санкции, мерки. За мене ова не е ситна работа. Ова е доказ дека нам навистина не мислат лошо нашите ценети комшии.